Добар ден, ново издание на Автомагазин со нови возбудувања од светот на четирите тркала. За оваа едиција ви подготвивме интересни содржини, ки има за секого по нешто. Но почнуваме со флеш вестите. VR6 моторите како специјалитет само на Volkswagen имаат капацитет на V6 машини и димензии на 4-цилиндрични мотори. Благодарение на екстремниот мал агол меѓу цилиндрите, овој мотор може да се вградува и во помали автомобили со попречно поставен двигател. Сега, без позната причина која би ја навела инженерите на Volkswagen, решија да ги искористат конструктивните предности и да создадат супер турбомотор. За таа цел се подготвуваат, освен директното вбризгување на горивото на V6 конструкцијата, да и додадат и твин турбо наполнење, со што од 3 литри работна зафатнина распоредена во 6 цилиндри под агол од 15 степени, ќе излечат некаде помеѓу 340 и 450 конски сили. Колку точно ќе зависи од термичките оптоварувања на моторот, кој ќе најде своја примена кај продукцијската верзија на кросоверот Cross Blue и наредните генерации на Scirocco, Passat и CC. Покрај неговиот економичен дизел мотор, неговата форма е моделирана за оптимална аеродинамика. Ford Focus, сега за 13.990 евра. Посегни за економичност, посегни за безбедност, посегни за технологија, посегни за компактност, посегни за поубав живот, посегни за 5% учество, 5 години рок на отплата, 50% попуст на каско осигурување за првата година, 5 години бесплатен сервис како и 5 години гаранција. Новиот Јарис во Genius пакет на опрема, никогаш подостапен. Вашиот вистински избор за урбан животен стил. Toyota, always a better way. Стил и гени. Моќта се нашите гени. Новиот Outlander од 28.980 евра. Mack Autostar. Новата Ford Fiesta. Помоќна, поекономична, извлечете најмногу од денот. Новата Ford Fiesta, сега за 11.490 евра. Во историјата на Мерцедес најпродаван модел е класата. Таа секогаш бил расадник за новите технологии на штутгартската звезда. Пред да се промовира рестайлингот на актуелната Е-класа, инженерите од Штутгарт во портфолиото на овој модел го внесоа и моделот со хибриден погон. Па така, пред да се направи рестайлингот на актуелната Е-класа под ознака Е300, на пазарот се појави хибридот. Иако ознаката алудира на нешто повеќе, овој модел го задвижува 2,2 литрен турбодизел мотор од 204 коњи, кој подпомогнат со електромотор произведува заедно негде околу 237 коњски сили. Исто така, електромоторот помага во вртежниот момент. 500 ньютон метри на 2,2 литрениот мотор се подпомогнати со уште 250 ньютон метри и во одредени ситуации имате 750 ньютон метри вртежен момент. Како оваа технологија функционира во Е-класата, како се однесува на возните својства и како се одразува на економичноста, ќе видиме во нашиот краток тест. Mercedes-Benz, за разлика од Lexus, својата хибридна технологија има концепирано малку поинаку. Кај Lexus имате можност на струја, односно на електропогон, да извозите независни 60 до 70 километри, додека кај Mercedes-Benz хибридната технологија е концепирана така да ја подобрува работата на моторот на внатрешно согорување, но и да го одржува темпото на возење кога е тоа потребно. Именно на отворен пат, кога ќе возите со константна брзина, тогаш одржувањето на брзината го превзема електромоторот.
бидејќи батериите имаат мал капацитет, комбинацијата на вклучување и исклучување на моторот на внатрешно согорување дава поинаков ефект. Односно, не само што ја намалува потрошувачката на горивото, туку ја намалува и емисијата на јаглеродиоксид во атмосферата. Возењето на Е-класа со хибриден погон е повеќе од допадливо. Имено кога и во градски услови се движите полека, улогата ја превзема електромоторот. Но ќе напоменам дека автономијата на електромоторот која добива од батериите е извонредно куса. Многу почести се интервалите во кои се вклучува и исклучува електромоторот. Инаку, во однос на возните својства, можем да кажам дека хибридната изведба на Е-класата многу ми се допаѓа. Во одредени моменти имате 750 Ньютон метри вртежен момент и уште 30 на конски сили повеќе на располагање, а тоа тек како се чувствува врз позитивните перформанси на возилото. На нашиот курс тест со хибридната Е-класа успеавме да поминеме нешто повеќе од 400 километри. Ние не успеавме да ја постигнеме просечната декларирана потрошувачка од 4,2 литри. Напротив, при возењето на оваа дистанца ние истрошивме просечни 5,4 литри. Но морам да напоменам дека и при возење на отворен пат не се поклонувавме на принципите на извонредно штедливото возење. Напротив, јас сакав да ги почувствувам можностите на обединувањето на електромоторот и моторот на внатрешно согорување. Јас мислам дека со едно поекономично и поумерено возење може да се постигне вредност помала од просечни 5 литри. И на крај се наметнува логично прашање. Дали се исплати да се купи Мерцедес Е-класа со хибриден погон? Доколку податоците ги гледате сувопарно, односно само низ призма на сувите бројки, тогаш оваа одлука би била дискутабилна. Но, доколку ги сакате подобрените перформанси и имате висока еколошка свест, во секој случај ќе го одберете хибридниот модел. Бидејќи цената на овој модел, но и перформансите се над просекот на Е-класата. Со хибридната Е-класа, барем според моје мислење и според моје чувство, добивате многу повеќе, како впрочем и со секој хибриден автомобил. Алфа Ромео во последните години се судрува со многу проблеми. Обемот на производство е десеткуван, а продажбата на овој некогаш реномиран италијански производител е падната на најниско можно ниво во последните 20 години. Но Алфа има план како да се врати на патеките на старата слава. Само да подсетиме, пред 70-80 години Алфа Ромео значеше и важеше не само за спортска марка, туку и за супермарка. Со моделот 4C, Алфа сака да го врати стариот сјај во помалку заборавените милански погони. Овој модел е базиран врз КТМ X-Bow, но има сосема поинаква каросерија и има сосема поинаква приказна. Да видиме што нуди таа. Ексклузивниот мини двосет, кој беше долго време најавуван од таборот на Алфа Ромео, конечно почна да се продава. Ова е еден од оние производи кои не се наменети за широката народна маса, ниту за традиционалните алфисти, туку за оние кои сакаат да бидат поинакви од другите. Светски тренд е високосериските производители на автомобили да представуваат модели кои ги имаат атрибутите на премиум марките.
Италијаните не би биле тоа што се доколку не измислат нешто поинакво. Затоа Алфа Ромео 4C е најавен како најмалиот суперавтомобил. Како што доликува на еден суперавтомобил, 4C ги има сите атрибути за тоа. Ке се произведе во лимитирана серија од 1000 примероци, од кои 400 се наменети за Европа, Блискиот Исток и Азија, 500 за Северна Америка и 100 за остатокот од светот. Сепак ограничениот број на производство не прави еден автомобил да има придавка супер. 4C представува технички диамант во кога се содржани автентичен стил, високи перформанси кои треба да понудат врвно возачко задоволство и безбедност. Дизајниран во стилистичкото студио на Алфа Ромео, 4C се изработува во погоните на Масерати во Модена. Монокок каросеријата е изработена од јаглеродни влакна, моторот е централно поставен, а погонот е на задните тркала. Со таква механичка концепираност, распределувањето на тежината е во соодност од 60:40 во корист на задната оска. Двигателот има зафатнина од 1750 кубни сантиметри и со помош на турбина произведува 240 коњски сили, што е доволно за забрзување до 100 за 4,5 секунди и крајна брзина од 253 км на час. Од кујната на Алфа додадени се уште неколку специјалитети. Покрај раскошниот изглед, сериски се испорачува со 3 електронски дотерувања на возењето, кои самиот возач ги избира на копче и има електронски диференцијал. Во модусите Normal, Dynamic и Race автомобилот доживува трансформација складна со избраното. Тука се обединети реакциите на воланот, моторот, менувачот и амортизерите. Ова е неопходно бидејќи се вкупната тежина на Алфа 4C е 895 кг, а нема да ја купуваат тркачи, туку шминкери. Најавено е дека цената би била околу 75.000 евра на пазарите на Европската Унија. Можеби ова е премногу за еден автомобил кој е пократок од 4 метри. Во него тешко се влегува и доаѓа до таборот на проблематичната Алфа Ромео, чие производство е десеткувано. Но сепак Алфа ја исполнува дефиницијата за суперавтомобил. 4C изгледа спектакуларно, технички е супериорна, делува секси, а воедно и застрашувачки, звучи страотно, брза е и на крај не е ценовно достапна. Далекоисточните марки прават се поголем пробив на светските пазари. Кинезите направија автомобил кој заслужи 5 звездички на Euro NCAP тестирањето. Во игра се враќа Datsun со 2 нови модели. Рака на срце, тие ќе бидат наменети само за Азија, а Nissan од својата спортска дивизија наречена Nismo го презентира возилото, односно болидот, кој е наменет за трките за издржливост во 24 часа тркање на електричен погон. Во следните неколку минути ќе дознаете нешто повеќе за овие новости. Иако изгледа како да е излезен од цртан филм, новиот модел на Datsun е реален автомобил. Следејќи го патот трасиран од малиот хеджбек Go, лансиран пред некој месец, Nissanovата главно азијски ориентирана буџет марка Datsun продолжува со својот камбек. Малиот мултинаменски автомобил, означен како Go Plus, на должината само од 3995 и широчина од 1635 мм, добиени со продолжување на задниот дел над платформата на која е поставен Go, има место за 7 патници. Според јапонскиот производител Datsun, Go Plus е развиен од инженери од регионот врз основа на внимателно простудираните потреби, животни стилови и возачки навики на азијските купувачи, почитувајќи ги Nissanovите глобални технички стандарди. Go Plus ке се најде во продажба идната година по цена од околу 6400 евра. Моделот со ознака SX4, кој уште во 2006 година ја најави новата класа мали спортско корисни возила на европскиот пазар, годинава започна да го живее својот втор живот.
Нетипично за Сузуки, краткиот рок на замена на овој модел со нов беше предизвикано од офанзивното пристигнување на вакви модели кои до вчера не представуваа конкуренција. Со должина од 4,3, широчина од 1,77 и височината од 1,58 метри, новиот SX4 е само за влакно помал од Nissan Qashqai, но затоа е доста поголем од досегашниот модел, што може и да е причината што сега официјално се нарекува SX4 S-Cross. Од ваквото размислување на конструкторите корист ќе имаат купувачите на кои поголемиот простор ќе им биде добре дојден. Посебно при подолги патувања, бидејќи во багажникот сега му собира 430 наместо досегашните скоро символични 270 литри. Поголемо и меѓуоскиното растојание за 100 мм, со што се намалени и надолжните клатења на каросеријата, што беше една од сериозните замерки што ја имаа купувачите. Бучавата на моторот делумно е решена со новиот 1,6 литарски дизелаш со 120 конски сили, кои преку 6-степената трансмисија ги испраќа само на предните или на сите 4 тркала преку новата All Grip технологија, која нуди 4 различни режима на возење. Бензинскиот мотор во основа остана ист, а иста е и локацијата каде ќе се произведува, во Унгарија. Јапонците се надеваат дека ќе продаваат по 100.000 примероци годишно од новиот SX4 S-Cross. Развиен целосно во Кина, Корос 3 не само што е првиот автомобил од најбројната земја во светот што ја помина најголемата и најстрашната бариера за пласман на европскиот пазар, туку стана и најуспешниот модел на Euro NCAP тестовите оваа година. Малиот семеен автомобил ги заслужи максималните оценки со 95% освојување на поените за заштита на возрастни патници, 87% за децата, 77% за пешаците и 81% за активните системи понудени како стандардна опрема. Сето ова покажува дека Корос има направено голем чекор напред во споредба со претходните аспиранти од Кина на европските пазари кои поминаа катастрофално на тестовите. Седанот е копродукцијски производ помеѓу Chery Automobile Company и инвестициониот фонд Israel Corporation. Со освоените 5 звездички вратите на Европа ширум се отвараат за Корос 3, но колку успешно ќе помине низ нив не зависи само од Euro NCAP звездичките. Сегментот на компактни лимузини е еден од најпродаваниот во светски размери. На денешен тест го имаме светскиот шампион во продажба на модели. Тоа е Toyota Corolla, која во својата кариера се има продадено повеќе од 40 милиони и 100.000 примероци. Toyota во последните десетина години со претходните две генерации на Corolla како да луташе да ја најде вистинската формула за своите купувачи. Иако многу критикувана, Corolla никогаш немала проблеми со продажбата. Денеска ја тестираме новата генерација на Corolla која од неодамна е присутна и на македонскиот пазар, па да видиме што може и што има да каже оваа генерација на светскиот бестселер. Годинава Corolla навршува 47 години од своето постоење и представува еден од најважните производи на Toyota. Од 1966 година, кога се појави на пазарот, Corolla е произведена во повеќе од 40 милиони парчиња, што ја прави најпродаван автомобил во светот. Постапките на претходно представениот Auris и новата Corolla може да се дискутира како дизајнерски напредна. Впрочем, најкратко би можела да се опише како Auris со додаден багажник, но во ниту еден случај не може да се каже дека гепекот е само прикачен. Посматрана од сите страни, Corolla делува складно и пропорционално, што е голем напредок во однос на претходната генерација. Сега, покрај извонредните статистики за квалитет, може и да се додадат емоциите. Новата каросерија има зголемено меѓуоскино растојание од кого профитираа патниците на задната клупа, каде има доволно простор за колената. Втор видлив придонес во растегнувањето е во багажникот, чии 452 литри ги задоволуваат семејните потреби. Кога се зборува за внатрешноста, не може да се рече дека има одстапувања од онаа на веќе споменатиот Auris. Прагматичниот и практичен пристап е употребен без многу трудење да се разбие монотонијата, чиј врв е здодевниот часовник.
На тест ја имавме дизелската верзија со 1,4 литрениот D4D мотор. Toyota е најголем светски производител на автомобили, а на тоа место се искачи со својот имидж. Во сите актуелни возила на оваа јапонска марка со исклучок на хибридите не може да дискутираме за најнова технологија, ниту пак за чувства кои пленат. Силата на овој бренд доаѓа од друг смер, а тоа е што аплицираната технологија е дотерана да трае долго и без поголеми потреби за одржување. Затоа купувачите на Toyota имаат здодевна и предвидлива врска со својот автомобил. Овој заклучок важи и за моторите. Понудениот 1,4 литрен турбо дизел е добра мерка за компактната лимузина на која ја овозможува пристојни перформанси. Опремен со Common Rail и турбополнеч со интеркулер, овој агрегат е скроен да биде еластичен и економичен. Динамичките карактеристики се добри за овој мотор од оваа класа. Лесно воочливи се подобрувањата добиени со сериско вградување на модифицирани спирали и амортизери подпомогнати со серискиот ABS и ESP со електронско распределување на силата на сопирањето. Целосниот впечаток за Corolla е позитивен. Дека тоа е добра комбинација го добивме преку возењето на планинските делници, услови на возење каде не изостануваше комфорот и пријатното чувство. Тоа резултира со економичност изразена со само 5,2 литри во комбинирани услови на возење, според борд компјутерот и добра перформанса. Возењето на Corolla во градски услови е многу добро. Тоа е пред се поради прецизниот управувач, но и дотераното подпирање. На отворен пат, како што видовте, Corollата е способна да одговори на сите предизвици кои може да се покажат на отворен пат. Во однос на претходната генерација, можам со мирна совест да кажам дека новата Corolla е далеку поуправлива и далеку подобро одговара на сите стилови на возење во однос на претходничката. Но да се вратам на градското возење. Во текот на 700 километри колку што ја возевме Corolla на тест, забележавме извонредно ниска потрошувачка на гориво. Овој 1,4 литрен дизелаш е добар по својата перформанса, загадува многу малку, а што се однесува до потрошувачката, нашиот просек на споменатата километража беше 5,2 литри, што е во новиот циклус на Автомагазин едно од најдобрите остварувања што се однесува до економичноста. Инаку, иако е по вокација седан, Corolla добро се снаоѓа во тесните улички и лесно е да се паркира. Пред се поради камерата која е сместена на поклопецот на багажникот и нејзината слика се пресликува на централната конзола, односно на колор мониторот кој е сместен на централниот гребен. Што се однесува на внатрешниот дизајн, Corolla е многу добро дизајнирана. Се разбира, идентична е централната конзола и предниот гребен со претходно представениот Auris. И тука можам да кажам дека модерните решенија во внатрешноста преовладуваат. Но тука има еден детал кој се вика часовник, кој ми ги боде очите. Едноставно сметам дека овој часовник ниту му е место на позицијата каде што е поставен, а ниту треба да се користи вака ефтин часовник во еден автомобил кој во своето портфолио има повеќе од 40 милиони примероци. Во светот на автомобилите од пресудно значење не се ниту изгледот на автомобилот, ниту димензиите. Напротив, од пресудно значење е доверливоста на самиот автомобил. Затоа најдобар пример е Toyota Corolla. Таа не е ниту меѓу најголемите, ниту меѓу најубавите во класата, но сепак инженерите на Toyota секогаш знаеле да ја измерат и да ја понудат вистинската мерка за просечниот купувач.
купувач. Оној проблем кој го има Toyota на македонскиот пазар е поради големата конкуренција и нешто повисоката цена во однос на конкуренцијата. Но цената во потполност ја оправдува квалитетот на изработката, потоа и добрата опременост на автомобилот и гаранцијата од 5 години која важи за сите елементи и делови на автомобилот. Со цена од 16.500 евра за тестираниот модел, Corolla нема да биде еден од најпродаваните автомобили во класата, но со нејзиниот квалитет и ниво на завршна обработка сигурно ќе биде една од најпосакуваните. Тоа беше се што подготвивме во ова издание на Автомагазин. Се гледаме во истиот термин за 14 дена. До тогаш до гледање.